предизвикуваат тежиште на уметничките истражувања. Перформанс, хепенинг, боди арт, инсталација, акција, ленд арт, амбиентална уметност и одделни моменти на минималната уметност. Овие аспекти застапувани од јапонската група Гутаи, американците Кепроу, Опенхайм, Косут, Смитсон, Олденбург и Джад, кореанецот Намджун Пайк, англиската двојка Гилберт и Джордж, германецот Јозеф Бойс, французинот Ив Клен или италијанската Арте Повера, со голема известност може да се подведат под почетокот на крајот на модерната уметност. Со нив се исцрпуваат историските потенцијали на модерниот проект, како визија на изедначување на екзистенцијалното и артифицијалното работење, односно како визија за синтеза на техничкиот и експресивниот чин. Основен инструмент за остварување на ваквиот проект е концептот промовиран во епохална суштина, во која модерното време радикално се издвојува од сите претходни културни, цивилизацијски и општествено-економски формации, засновани врз представата како транспозиција на светот. Според тоа, доведувањето на концептуалниот пристап до крајните граници во транспозицијата на светот од метафизички во идеолошки принцип, значи и крај на модерната уметност. Индивидуалните придонеси на југословенските уметници, остварени во овој дух, најчесто се образложени во групни, односно колективни истапи, чија што артикулација може да се забележи веќе во половината на 60-тите години. Овие движења кои замираат кон крајот на 70-тите години, во југословенската ликовна критика и историографија се именувани како нова уметничка практика. Активностите опфатени со тој поим соодветствуваат со општите одредници на концептуалната уметност во светот. Глобалниот Запад, наднационалните културни координати и духот на масовната мобилизација. Новата уметничка практика ги отелотворува тие предпоставки со укинувањето на доминацијата на културните центри, надминувањето на географските детерминирани стилеми и посегнувањето по дериватите на средствата за масовно комуницирање. Работењето на групите ОХО, Шемпас, Црвени перистил, Бош плюс Бош или А на трета, односно поединечните истапи на Готовац, Додик, Трокут, Димитриевиќ, Абрамовиќ, Париповиќ, Дамјан и Тодосиевиќ, го достигнуваат својот продуктивен врв, афирмација и етаблирање на југословенската ликовна сцена, едновремено со истоветните процеси на европските простори. Во која смисла активностите на македонската ликовна сцена од 70-тите години би оствариле допирни точки со новата уметничка практика. На прв поглед, дејноста на Симон Шемов, Никола Фидановски, Јордан и Искра Грабуловски, Симон Узуновски или пак онаа кристализирана околу естетичката лабораторија, во најголем дел ја споделува феноменологијата која е експлоатирана во рамките на новата уметничка практика. Но во која мерка овие појави представуваат автентично толкување на терминот концептуална уметност? Имено, одделни индикатори во општествениот живот, кои најчесто се пројавуваат како вонуметнички репери за крајот на модерната уметност, отсуствуваат од македонската духовна клима во таа епоха. Еден од нив е културата на 68-ма, последен вредносен систем на модерното време. Некои од блесоци на таа култура се манифестираат делумно само во медиумите кои во македонската културна и политичка ситуација од почетокот на 70-тите беа третирани во најтесна смисла. Поточно, тие беа лишени од визуелните вредности, инхерентни на графичкиот знак и сценскиот гест, зашто сведочат списанието Фокус и работењето на групата Свети Никита Голтарот. Тогаш, на кои искуства се надоврзуваат протагонистите на ваквите ориентации од македонската ликовна сцена? Во основа се работи за развивање до крајни можности на постулатите за синтеза на уметностите, инаку на македонските простори, формулирани од групата денес во половината на 50-тите години. Сепак тоа не значи дека творечкиот сензибилитет на Шијаковиќ, Фидановски, Шемов,
Узуновски, Милош Коджоман и Бежан и двојката Грабуловски, не ги приближува во полн интензитет пулсирањата на собственото време, туку едноставно нивниот одговор на таквите предизвици е формулиран од појдовни точки, поставени во извесен отклон од изворните претпоставки на концептуалната уметност. Во секој случај, активностите на овие уметници, како и остварувањата на монументалистичката практика, оставаат најсилен печат на македонската ликовна уметност од 70-тите години. Па пред се би се вратил на годините некаде 73-та во падините на планината Кораб, заедно со Шемов, Мазев, Вола Иванов, Олга Милич, Спасика Шемова и уште некои други кои што доваѓа и одеа од логорот. Ние бевме на едно кампување кое што понатаму ни отвори едни процеси кои навистина некои работи во нашиот живот ги смени отворени. Ние бевме таму во почетокот како кампувачи, меѓутоа шетајќи низ Кораб, некаде бевме лоцирани на висина од 1600 метра надморска височина, наидувавме на многу работи во природата кои што не збунува на некој начин. И почувствуваме дека како сликари можеме да ставаме некакви белези, да оставиме некаква трага на нашето присуство таму во тој дел. Присуството на бојата како хемиски продукт во една средина која што изобилуваше со богатство, на некој начин ни беше замерано во некои наши проекции понатаму кои што ги правевме дека се вршила агресија врз природата. Меѓутоа, воопшто ние не размислувавме на тоа, бидејќи погледите наши во сосема друго нешто се одвиваа понатаму. Не беше тоа агресија, бидејќи ние интервениравме врз дрва струшени од гром, имаше многу исушени такви дрва. Потоа врз карпи, овака кои што на некој начин за нас представува на некој начин појава на некакви темни сили во природата. Тој дел кај што бевме ние сместени карактеристичен е што од секогаш паѓале многу громови, како да влече некои процеси, некои природни појави кои што на некој начин застрашуваат. Со бојата ние се чини дека го прилагодивме и го приопштивме нашето присуство во тој дел на природата како нешто свое, како нешто наше. Ние се споивме на тој начин со природата. Понатаму ми се чини дека Шемов ќе може подобро некои работи да ги објасни, бидејќи ние сите тие искуства таму што се одвива ги пренесовме во градот. Да. Мислам дека уживавме. Прва работа е што мора да се признае. Не знам дали е тоа греф. Затоа што имавме такви фантастични идеи од кои моравме и да се откажеме делумно од некој од нив. Затоа што тргнавме на Кораб, односно Дешат, со идеја да ја насликаме планината. Моравме да имаме такви алатки, справи, противпожарни пумпи, разни компресори. Никој не сакаше да инвестира во тоа, особено затоа што немавме некои по-конкретни припреми како предлог, а и делумно заради тоа што денеска и историчарите на уметност признаваат дека средината не беше подготвена за да го пречека тоа добродојдено, односно не беше припремена воопшто да го прифати како сериозен однос во уметноста. Сите мислеа дека ние едноставно правиме играчка, се забавуваме и трошиме бои. Имаше еден
друг момент кој не одвраќа од некои од тие проекти, а тоа е програмот кој во текот на работата ние си го поставивме. А пред се беше да не се чепка во природата. Да не се се што е живо, односно се што вегетира, да се остави намира. Вториот момент беше да се направи контраст во однос на околината, со што ќе биде по-евидентен нашиот дел и нашиот однос кон тој креативен чин. Третиот момент беше секојаш да се остави на секој поединец кој ги прифаќа овие две точки да го манифестира својот индивидуален однос и до максимум својата индивидуалност да изрази во секој проект што си го поставувавме пред себе си. Искуствата од планина, како што рече Фиданов, си го пренесовме во град. Додека во планината имавме еден проблем помалку, а тоа е тој правниот момент кај што требаше кај што не требаше, односно да имаме одобрение од некакви власти да интервенираме со боја. Во градот се појави тоа како потреба. И ред други работи некои работи ни променија не во суштина, меѓутоа во некои форми организациони, технички, како да кажам, а и во некои надворешни облици на работата. Додека во природата, како контраст, ние идевме пред се на тој момент да создадеме некаква симбиоза на изразните можности што ги диктираше околината со нашиот концепт. Односно, поставувавме контраст. Додека во природата имавме вегетативни и неправилни форми во смисла на геометријска појавност, ние во тој момент се спротивставувавме со многу правилна геометријска форма во нашите креации. Во градот ние моравме да го преселиме вегетативниот момент, да преселиме планината. Едноставно да донесеме цвеќе, билки и дрва во градот. Тоа го правевме на многу досетливи начини. Имавме еден проект во кој го сменивме, условно кажано, символично, го сменивме годишното време. Во зимо, во декември месец, овој булеварот Ј кај печатницата Нова Македонија го расцветавме со помош на колористички импликации. Така да тоа е еден од моментите што буквално го донесовме од планината. Многу по-стилизирано, многу по-абстрактно, да кажам, се префрливме на другите проекти. Како втор проект беше оној на возникот, кај што е сега робната куќа Мост, кај Дал Пашиниот таман. Тамо, како што реков, на многу по-абстрактен начин, ние го донесовме цветот и планината рацветена, со тоа што ги офарбавме металните шипки, што реѓосани стоеја со години тамо. Во сите акции кои што колегата Шемов ги наброја, тоа не беа малобројни, не може да се одрече фактот дека имавме многу учесници кои што
не само како сликари, туку како обични минувачи покрај местата каде што се одвиваат тие акции, зема активно учество или беа во исто време поклоници и заедно се дружеа со нас. Дружењето во овие изведби ми се чини најубавиот дел, најубавиот момент и тој ни даваше и ни влеваше надеж и храброст за идните наши потфати што ги правевме, бидејќи ако останевме ние сами, немаше сето тоа да биде направено така и во тој обем во кој ние во моментов располагаме со сите тие проекти кои што се изведени или зацртани онака како што со Шемов предполагаме дека ќе бидат добри. Да, прво како колективизација на тој естетски, односно креативен чин делумно се состои таа демистификација на уметничкото дело. Оној автономен и интегрален, необично посебен, индивидуален однос кај што уметникот себишно го чува за себе си, овдека се губеш. Сите имаа право подеднакво да се изразат, подеднакво да настапат со свој концепт во оквирот на она што ние го велевме програма. Меѓутоа, во едно нешто друго се кршеше тој индивидуализам, односно претходен шаблон, кој ние интуитивно, непосредно го анулиравме низ нашите проекти. Тоа е всушност материјалот со кој работевме. Ние не употребувавме траен материјал, меѓутоа го враќавме неговото подолготрајно престојување во нашата стварност, сега претварајќи го од утилитарен во естетски предмет. Второ, не задржувајќи ги класичните односи на композиција, кај што ракописот, еден исти ракопис се провлекува низ цела композиција, и дозволувавме сите ракописи од сите учесници да бидат еднакво прифатени во целиот програм, во целиот комплекс, и менјавајќи ги дури и во еден проект, дури и медиумите. И со самото тоа ние добивавме една колективна содржина. Ние во ниеден момент не можеме да речеме дека е тоа наша работа, тоа е општа работа, колективна работа. Толку конзументи, толку учесници, толку љубители, толку луѓе се вклучени во тоа, и наши колеги и неуметници, да кога би броеле ние сега наистина би бил списокот многу голем. А во еден ми се чини дека некој пат ќе биде потребно тоа и да се каже кои се чинители на ова наше колективно дело. Неспремноста на средината, односно резервираноста на субјектите на општествениот живот да се прифатат одредени проширени согледувања, во овие години се отцртува преку делувањето на Милош Коџоман и Драголјуб Бежан. Со одбирањето на теми кои по својата природа не се совпаѓаат со конвенционалните, со отвореното поставување на прашањата за субкултурните и маргинални појави, или со реагирањето против зачауреното размислување за проблемите во уметноста и животот. Тие ќе предизвикаат отворено негодување на оние кои ќе бидат непосредно засегнати од ваквите ставови. Премачкувањето на зборот «дрога» и фотографијата на авторот со долга коса со црна боја на плакатот по повод самостојната изложба на Милош Коџоман од крајот на 1973 година доволно говорат за тоа. Но тоа со што тие влегуваат во овие разгледувања на уметноста во Македонија од оваа деценија ќе биде нивното проширено толкување на уметничките проблеми, манифестирано со вклучување во елементи хепенинг и перформанс. Како дел од тоа, а што зборува за допирањето на концептуалните белези, ќе бидат акциите по повод нивните изложби во тие години. Употребата на костими, невообичаени фризури или шминкање, кои по својата символика се поврзуваат со темите на изложените слики, или вклучувањето, анимирањето на повеќе учесници во тие збиднувања.
укажуваат на проширеното гледање на уметничкиот чин. Уште повеќе тоа ќе биде забележливо во перформансот на Скопска Црна Гора од 1972 или во проектот УФО од 1974 година, во кој преку метафоричен и символичен говор се изразува абсурдноста на живењето и многу повеќе, настојувањето за неприфаќање на неговиот конвенционален начин. Тие за прв пат отворено зборуваат за недозволеното, сокриеното, обскурното или обсценото, покажувајќи проникнување во една, како што тие сметаат, лажна моралност и изнесувајќи ја на светлина. За жал, поради силните репресивни притисоци од страна на известни општествено-политички субјекти, нивното натамошно делување ќе биде оневозможено. Ја би се осврнал на мојата работа во тоа време, во почетокот на 70-тите и по натамошниот развој на заедничките третирања на некои мои размислувања со луѓе кои во тој период се најдоа во мојата блиска околина. Конкретно во почетокот на 70-тите години работав некои колажи кои ме доведоа до тоа да користам, да се определам само за еден од материјалите кои ги користев во склопувањето на колажите и асамблажите, тоа е село Теипот. 2 години правев мали циклуси, мали творби, кои ги нареков тркалајки, односно предели. Истражувајќи во тоа време со тие творби, дојдов до замисла да сето тоа би можело да се на некој начин изведува и во простор кој е соодветен на концептот на размислувањето. Низ една игра околу една скулптура се дојде до можност да се развива цела комплетна изложба. Ова работа се случи на Филозофски факултет во склоп на Недела на млади творци. Замислата, односно концептот, беше да се изведе на маркаво простор, назнаката беше галичица и се почна со работа, едноставно речено, во аулата на факултетот, со материјал весници и врзивен материјал јажина и село Теип. Од една замисла за кратко време да се направи мал обект, дојде до работа на една група на луѓе во текот на цела недела и со тоа се разви од малиот концепт, се разви една позамашна композиција во тој простор. Во склоп на таа работа се дојде и до размислување унутар таа група што се оформи низ секојдневно среќавање на Филозофскиот факултет, се дојде до замисла да може да материјалот кој го користевме може да овозможи разновидни надградување на основната замисла, така да имавме во неколку наврати оформување на мали творби од разни луѓе пролазници, што после известно време во разговор со тие луѓе ги нарековме иницирани творби, односно иницирани скулптури. Исто така интересно во тоа време беше што поаѓајќи од концептот на галичица, конкретно ја размислував и за некои други проекти за кои ми требаше повише време да дојдам до замислата како би ги изведувал, така да за тоа произнесување првпат се отворија можности во Домот на младите и во тој период веќе имав развиено неколку циклуси други, размислувања за некои изведувања и до оформување на работите во однос на овие размислувања, така да у Домот на младите имав изведување на една замисла во вид на просторна композиција или интервенција во простор Вир, кој предходно го третирав на некои други места, и една замисла на амбиент, односно тоа беше изведено во Домот на младите од циклусот Грмушки. Естетичката лабораторија со својата дејност
се вклопи во тековите на концептуалистичката уметност во 70-тите години. Самата таа произлезе од еден натрешен нејзин резултат на истражувањето на уметноста со нејзините студенти во нејзините наставни рамки, кои се разбира како филозофска и естетичка пропедевтика припаѓаат на комуницираат со концептуализмот веќе во аналитичките пристапи. Потоа, кога 1975 година се вселивме во новиот факултет и кога започна една разбранета дејност на истражувањето на културата на еден специфичен начин, што истовремено значеше и презентација на културните вредности, во целиот тој нејзин ангажман вирееше како во воздухот да леташе блискоста со концептуализмот. Не бевме застапници ниту на еден естетски проседе во смисла на негова афирмација или нешто што го преферираме повеќе од некој друг пристап, но самата нејзина смисла на истражувањето на уметноста водеше да комуницира со најмодерната тогашна концепција во пристапот на уметничкото творештво и во неговото истражување. Така, во рамките на Отворениот театарски универзитет неколку представи заличеа како еден остварен концептуалистички пристап, иако самите представи не беа концептуалистички. Тоа беше првата година на младиот отворен театар. Во секој случај, мислам дека естетичката лабораторија и младите луѓе околу неа дадоа неколку незаобиколни придонеси кон афирмација на концептуалистичката уметност во Македонија, за која мислам дека не е најбитно тоа што таа е создадена како жанр, туку како место каде се воздигнуваше нашата култура и особено каде духовно се издигнуваат тие млади луѓе кои потоа тргнаа сите по своји патишта, но местото, нивната младинска комуникација, творечна комуникација во мајите денови сигурно ќе остане и веќе остава и сигурно ќе остави уште многу творечки траги во македонската култура. Така воведена, концептуалната практика во 80-тите години ќе обстојува во неколку пројавувања. Но акциите на Томе Аџиевски, неколкуте поединечни акции на други уметници, видео перформансите на Петре Николовски, а делумно и хепенинзите на групата Зеро, пред се ќе имаат апликативен карактер за нивните основни ликовни поетики, а отсуството на процесуалност во работењето ги означува и како инциденти. Без оглед на тоа, нивното постоење ги потврдува влијанијата и значењето на концептуалната практика од 70-тите години и укажува на делот што таа треба да го има во македонската ликовна уметност.